Точно ке ја сакам, горка ја своја, Скопје кажи ми. Тендерската постапка за системот за брз автобуски превоз во Скопје ќе биде распишана во втората половина од 2026 година. Почетокот на реализацијата на терен се очекува во 2027 година, изјави градоначалникот Орце Ѓоргиевски во интервју за Радио Слободна Европа. Според Ѓоргиевски, по 3-месечна постапка е одблокиран процесот со Европска банка за обнова и развој, со што се создадени услови проектот повторно да се активира. Тој посочи дека БРТ е наследен од претходната администрација, но најави негова ревизија и можно проширување. Ке имаме доволен капацитет да го покриеме цело Скопје. Планираме додавање на 2 нови траси кон Радишан и кон Драчево, со цел да обезбедиме и побрз и покомфорен јавен превоз, за да ја намалиме употребата на приватни автомобили, истакна градоначалникот. Проектот беше инициран во мандатот на градоначалникот Петра Шилегов. Во 2020 година ЕБОР одобри заем од 70 милиони евра во рамки на програмата, поделен во 2 фази – источна, западна и северна јужна линија. Во април 2021 година беше најавено дека Скопје ќе стане првиот град на Западен Балкан со ваков систем. Проектот предвидуваше 2 главни линии – од Ѓорче Петров до Ново Лисиче и од Бутел до Киселавода, со вкупно 41 станица. Одвоени коловозни ленти и оперативна брзина до 50 км на час. По локалните избори во 2021 година администрацијата предводена од Данила Арсовска го стопираше проектот, наведувајќи технички и правни недоследности. Со најновата најава за распишување тендер во 2026 БРТ повторно станува актуелна тема во градската инфраструктурна политика. Во големата сала на општина Киселавода се одржа свечена промоција на првиот историски весник посветен на општината. Настанот е дел од проектот 70 години Киселавода, историја и култура што не се заборава, чија цел е зачувување и афирмација на локалното културно-историско наследство. На настанот се обрати градоначалничката Бети Стаменковска Трајковска, свој излагање има и Билјана Јанева од Институтот за економски стратегии и меѓународни односи Охрид, како и наставникот по историја и советник во Советот на општината Сашо Андонов. Присуствуваа директори на училишта, повеќе наставници по историја – Стефан Штеријов, Тони Петрушевски, Дончо Лозановски, Гордана Плетварска, Даниел Божиновски, Филип Скоков, како и ученици кои активно работеле на истражувањето и подготовката на содржините во весникот. Од општината информираа дека публикацијата е реализирана во соработка со Институтот за економски стратегии и меѓународни односи Охрид и представува траен белег за континуираниот развој на Киселавода во изминатите 7 децении, но и доказ за успешната соработка меѓу институциите и образовниот сектор во насока на едукација на младите. Во оваа прилика сакам директно да им порачам на учениците: правете големи дела за утре вие да бидете оние кои со своите успеси ќе се најдат во историските записи на нашата општина, порача градоначалничката на Киселавода Бети Стаменковска Трајковска. Проектот представува значаен чекор во документирањето на локалната историја и јакнењето на свеста кај младите за сопствениот културен и историски идентитет, велат од општината. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски преку објава на социјалните мрежи информираше дека општината продолжува со засилена динамика на терен и реализација на инфраструктурни проекти. Продолжуваме на улица 60. Грижа за жителите на дело после децении кал се гради нова улична инфраструктура соодветна на потребите, истакна Стојковски во својата објава. Тој најави дека активностите ќе продолжат и на улица 81, како и на краците од улица 1 во населбата Ново село, со што, како што посочи, ќе се подобрат условите за живот и безбедноста во сообраќајот за жителите на овој дел од општината. Од општината потенцираат дека со овие зафати се решаваат долгогодишни инфраструктурни проблеми, се создава поквалитетна патна мрежа во локалната заедница. Спортската сала Градски парк во општина Центар во иднина би можела да го носи името на легендата на македонската кошарка Лазар Лечик. Иницијативата доаѓа од ветераните на клубот Работнички, а ќе биде предложена пред Советот од страна на градоначалникот Горан Герасимовски. Со голема чест ке предложам пред Советот целосно реконструираната спортска сала Работнички да го носи името на легендарниот тренер Лазар Лечик.
Иницијативата доаѓа од ветераните на клубот работнички и спортската јавност, како логично продолжение на традицијата и духот на клубот, објави Герасимовски на свој Facebook профил. Нешто повеќе од една година по почетокот на градежните работи, општината официјално ја отвори целосно реконструираната сала во градскиот парк. Според Герасимовски, објектот е обновен темелно со нов кров, современо осветлување и вентилација, модерен паркет, нови санитарии и уредени канцеларии за спортските федерации. Горд сум на тоа како е реализиран овој проект. Денес имаме целосно нова сала, од кров, осветлување и вентилација до модерен паркет, нови санитарии и уредени канцеларии за спортските федерации. Салата е обновена од корен и подготвена за нови спортски успеси, истакна Герасимовски. Првиот официјален надпревар во реконструираниот објект ќе се одигра в петок, кога македонската кошаркарска репрезентација од 18 часот ќе го пречека Луксембург во рамки на третото коло од групата А во предквалификациите за пласман на Евробаскет 2029. Општина Илинден во соработка со Германската агенција за меѓународна соработка започна со реализација на активности за поставување бесплатна јавна Wi-Fi мрежа на новиот парк плоштад во Марино. Од општината информираат дека проектот е дел од пошироките иницијативи за унапредување на дигиталната поврзаност во регионот на Западен Балкан. Представува значаен чекор кон модернизација на јавните простори и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Со имплементацијата на оваа услуга, посетителите на парк плоштадот ќе имаат можност за бесплатно и неограничено користење на интернет, овозможувајќи полесна комуникација, пристап до информации и дигитални услуги, додека уживаат во погодностите на овој урбан простор, соопштија од општината. Градоначалникот Александар Георгиевски истакна дека дигитализацијата на локално ниво е стратешки приоритет, нагласувајќи дека континуираното вложување во паметни и иновативни решенија има за цел создавање модерна, функционална и урбана средина што одговара на потребите на граѓаните. Со поставувањето на бесплатната интернет мрежа, парк плоштадот во Марино ќе стане уште подостапен и поатрактивен јавен простор за жителите и посетителите. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно